и од мене лично благодарност до сите што сте присутни, сите што прифативте да ја водиме оваа мачна и тешка борба за одбрана на името. Веројатно и ние сме единствената земја на оваа планета што се бори да го сочува името. Не познавам друг таков пример. И тоа е, ние го имаме дефинирано модерниот геноцид на западната цивилизација после оние 3 познати вида на геноцид: физички, религијски и јазички. Сега ова е новиот тип на геноцид со идентитетска ликвидација, што се тестира имено за жал на македонците. Толку тестови се извршени врз нас, па сега и овој. Со еден збор, ние сме новиот Аушвиц и новите евреи на Европа, изгледа. Ова идентитетска ликвидација. Јас се думав дали да говорам усно, повеќе ми иде словото или да напишам, меѓутоа со одлучив на еден текст, може би заради практични причини. Значи, нагон за постоење, одбрана на името. Почитувани, ние македонците сега живееме во срцето на катастрофа. Некој го гледа тоа, некој не. Таа катастрофа се вика идентитетска ликвидација на македонскиот колектив, чии знаци се одамна навестени, но сега се видливи со голо око и не зафачаат како поплава која носи се пред себе. Форсирањето на двојазичноста, со промовирање на едно малцинство кое кој знае дали е и 20% надвор од европските критериуми, договорот за добрососедство со Бугарија во кој е исклучен македонскиот јазик како генеричка основа на македонското битие и се избришани како непостоечки македонците од Пиринска Македонија, забрзаните контакти со вавилонската дама Европа и Грција за брза промена на името, фарисејскиот потек на МПЦ, се тоа заедно и уште некои други нешта води кон идентитетска ликвидација на македонскиот колективен архетип, фронтално и со крупни потези сега синхронизирана од Брисел, Вашингтон и од нашите настрвени соседи. Во рамките на оваа катастрофична ситуација е и нашата денешна дебатна тема нагон за постоење, одбрана на името. Нагон за постоење или шопенхауеровски речено воја за постоење. Она која сега ни е насушно потребно повеќе од кога било во историјата, бидејќи сме доведени со барањето да се преименуваме до самиот раб на бездната што се вика идентитетска смрт. За секогаш, како што го смислиле тоа, да се послужам со синтагмата на Пол Целан за нацистите мајсторите на смрт. Ставени сме во таква ситуација што ни е укината секоја алтернатива, дури она на Хамлет да се биде или не. Некои тоа го разбираат, некои тоа не го разбираат. Пред се политичарите кои уште од почетокот на 90-тите со така нареченото наше осамостојување до еден со нијансирани варијации на тема, со разноразните своји квислиншки потписи од Охридскиот па наваму се до Пражинскиот договор, го подкопуваа македонскиот државен и национален суверенитет, подкопувајќи го на тој начин подмолно македонскиот колективен нагон за постоење и доведувајќи го народот и потаму од очајот, до состојбата на апатија во која се целосно стушени психолошките и онтолошките енергии на обстојба. Денес сме сведоци на катастрофичната слика на таа апатија. Почитувани, за името. Името е архетип, основна идентитетска субстанција на колективното битие и следствено на тоа и на секоја негова индивидуа која е обележена со знакот на тој архетип. Тоа е хоризонтот на едно племе или народ. Тоа е потоа и сати содржени истовремено на неговата суштина, која му дава легитимитет на автентично постоење меѓу народите тука на земјата, но и пред Бога на небото. Кај некои народи онтолошкиот интензитет
на името е послаб, а некаде како што е тоа случај со нашето име, тој е цврст и мочен, затоа што неговата генеза, извор, во себе има повеќе милениумски тек, кој сведочи необично јасно за неговиот цивилизацијски и културолошки сјај. И за тоа не сме ние денес виновни. Зашто сакаат модерните европски инквизитори на правдата да не стават на клада? Само да дополниме дека тој сјај не е егоистичен, само за колективот кој го произведува со атомите и електроните на својот дух и душа, туку неговите културно-цивилизацијски дарови им се дадени на многу други народи, од истокот Азија до западот Европа. Најголемото, со небесен и земен царски печат, сведоштво за историскиот, духовен и мартирски подвиг на македонското име, се наоѓа во Библијата, која не е само најважниот теолошки, туку е и најмочниот и најзначаен антрополошки документ на западната цивилизација. Низ неа веќе од самиот почеток на првата книга Битие, тоа се пробира како златна нишка. Еден вид света Вија Игнација низ нејзините 77 книги пишувани на протекот на цели 15 столетија за со апостол Павле, најревносниот Исусов апостол, да исплови на крајните брегови на Новиот Завет во Македонија, во Филипи, каде во домот на Лидија Македонката е основана првата апостолска црква во Европа, која не е мајка, нели, не бугарската. Тоа кое за жал не го знаат за нивен срам, со исклучок на владиката Агатангел, архиереите на веќе обезбожениот синот на МПЦ. Од тука, од Македонија, како што вели и библистот Ренан, словото тргна кон западот, кон Европа, која имено со ветерот на него дувнато светиот дух беше христијанизирана и на тој начин беше преобразена нејзината паганска нарав. Со еден збор беше воведена во нова цивилизација во новото време и епоха по Христос. Тука ни се наметнува со јанза во душата една дигресија. Затоа ли имено таа Европа сега ни враќа со данајски дарови здружена со нејзината миленичка Грција? Но и во новата епоха по Христа не престана да работи македонскиот надарен дух и да произведува нови културно-цивилизацијски дарови за Европа и посебно за огромниот словенски свет во неа. Тука се солунските браќа Кирил и Методий, кои први го преведоа Светото писмо на старомакедонски јазик, што беше првата општословенска јазична кодификација. Големо ни е името, ќе посегнат да ни го земат. Тоа го рече како диагноза нашиот пророк поет Блаже Конески, со други зборови како што мислеше тој во јанза, мочните белосветски силници нема да дозволат него да го носи едно смачкано племе. Негова формулација. И тоа имено се случува денес. Тој монструозен проект го туркаат Брисел и Вашингтон, двете мочни машини на за жал планетарниот пекол денес. Со нивниот НАТО кој веќе не користи како топовско месо и кој е основната еротска диспозиција на македонските политичари и невладини Соросови организации. Почитувани, нашето екзистенцијално и историско искуство со Европа е исто и пред столетие и половина и сега. Сега дури и најтравматично. Зошто? Затоа што сега, кога поради нејзина вина македонскиот народ територијално е сведен на можеби и помалку од 1/3, е планирано и таа да ја снема со се него од картата на светот. Која е тука перфидната цел? Таа, античкиот македонски имот да и се префрли со амин на Европа на Грција, во нејзината вреќа во која, како што вели Дейвид Херберт Лоренс, Европа трупа се по инерција. Она што е пак важно, тоа е сега да ја дефинираме современата либерал-капиталистичка Европа. Нашето македонско искуство со неа, а не само нашето, е за жал неофашистичко.
Крунски сведок на тоа искуство е најпрви нејзината неофашистичка кон нас Лисабонска декларација, која уште на самиот почеток на нашата нова државност ни забрани пристап до името доколку сакаме да се интегрираме во нејзиниот квази-демократски бордел. А нели таквата интеграција на која сега работи нашата влада не е ништо друго туку смрт на нашиот милениумски колективен идентитет, заведен во првата воопшто позната етнолошка таблица пред неколку милиони на народите на библискиот Мојсеј. Лисабонската декларација на Брисел е неофашистички и геноциден проект. Притисокот за преименување е новиот тип на геноцид што го вежба на Македонија и македонците Вавилонската дама. Таа на која изгледа и е потребно по двете светски војни за кои е директно виновна, уште една голема катастрофа за морално да се освести. Идентитетскиот тип на геноцид, кој таа заедно со Вашингтон и Грција им го подготвува на македонците, е четвртиот тип на геноцид во историјата на човештвото по физичкиот, религиозниот и јазичкиот познати досега. Така, Македонија со овој монструозен евроамерикански проект е замислена како новиот Аушвиц, а македонците како новите евреи за ликвидација на цивилизираниот Брисел. Тоа, нека се спасува Европа од своето злосторство и својот срам. Ако станат од гроб и го и Бакунин, првите далеку пред незаслужено фаворизираниот пред нив Моне, архитекти на обединета Европа, сигурен сум дека целата бирократско-политичка елита во Брисел ќе ја соберат во вреќи и ќе ја фрлат на дното од Атлантскиот океан. Но она што е најперфидно, драги пријатели, во тој геноциден план, тоа е барањето ние самите, македонците, да си го избришеме сопствениот идентитет со доброволна согласност за преименување. Како јапонските самураи, харикири, арно, ама кај јапонците тоа е херојски чин. Кај нас, кај нашите политичари пак, тоа е кукавички чин. И што покажува? Ќе се запрашаме нашиот геноциден идентитетски случај во контекстот на западната картезијанска цивилизација, која здружена со планетарната империја Америка го тресе светот како што ќе и текне. Покажува дека во светот не владее правото, туку политиката на силните и мочните. Нивниот државен тероризам за кој водечкиот американски интелектуалец Ноам Чомски напиша неколку книги. Факт. Од нив е замислена планетарната глобализација без онтологија и култура, таа која го зомбира човештвото под знакот на крстоносното стампедо, што гледа само муви, но не и луѓе, индивидуи, околу себе. Затоа се уништуваат древните култури и идентитети. Културно-цивилизацијската слика на Блискиот Исток во таа смисла е целосно девастирана, понижена и ограбена. Сега наред е Македонија и македонците како древен идентитет. На крајот, драги пријатели, е прашањето како да се одбраниме од катастрофата што ни ја смислиле цивилизацијските мајстори на смрт. Одговорот е категорички. Одбрана на името со борба на живот и смрт. Друго чаре нема. Јас немам друг одговор, драги пријатели, на оваа дебата. Ако имате, вие соопштете го. Ви благодарам на вниманието.